Интач со доктор Чарлс Стенли. Споделување на Евангелието низ целиот свет. Ние сме на пат до Млембе во задниот дел на овој камион, да одиме во едно пигмејско село, таму каде што ќе дистрибуираме месенџери и на вистина сме возбудени. Така, кога ќе стасаме, ќе бидеме првите што тие ќе ги видат долго време и на вистина го носиме Евангелието на Исус Христос во месенџер и со светилка. Мислам дека тоа е одлично. Легувајќи во селото Локва, имавме одличен прием. Луѓето со сето свое срце, душа, ум, сила и глас го славеа Бога од длабочината на својата душа. Феноменално е да се оди во едно пигмејско село и да се проповеда Евангелието, да се направи евангелизација. Луѓето ќе излезат напред и ќе го прифатат Христос. 40, 50, 150 луѓе ќе излезат и ќе го примат Христос. Словото на Исус Христос е најважното нешто на светот. Вчера имавме две групи, бидејќи имаше толкава гужва. Излезе целото село и црквата е продолжена за оваа средба. Требаше да ги видите лицата на луѓето на кои им беше даден месенџер. Тоа е феноменална алатка со батериска ламба. Тие ја сакаат светлината и ние ги учиме како да ја користат, бидејќи тука има некои песни. Има пораки на Чарлс Стенли и Новиот Завет на два јазика. Многу е вообичаено пигмеите да го напуштат училиштето во прво одделение или никогаш да не одат. И многу од постарата генерација не знаат да читаат и немаат надеж, но тие толку многу го сакаат тоа за нивните деца. Овие возрастни луѓе, кои се пигмејци, никогаш нема да научат да читаат и пишуваат. Тоа не е на нивната агенда. Нивната агенда е да останат живи, да најдат храна и да ги воспитуваат своите деца. И вака ние го познавме Исус. Месенџерот е феноменална алатка за неписмени луѓе. Тие може да го слушаат целиот Нов Завет или да слушаат пораки од доктор Чарлс Стенли. Ова е незаменливо. Кога ги дистрибуираме овие месенџери таму, знаете, Словото Божјо останува многу подолго од нас. И овие работи неуморно ќе зборуваат, а потоа ќе се полнат со соларни панели, ќе зборува повторно, наназад ќе можете да го слушате истото повторно и повторно. Тие се неверојатно усовршени. Мојата врска со InTouch стана суштински дел од мојата служба. Од секогаш сум ги достигнувал пигмеите, од секогаш сум имал срце за нив. Но има место што го има соларната аудио Библија во форма на месенџер, што јас не можам да го пополнам. Тие можат да продолжат долго откако јас ќе заминам. Ги пренесуваат низ селото, еден ќе го слуша, друг ќе го слуша, ќе имаат прашања и ќе раснат. И тие го меморираат она што го слушат. Дури и ние не сме го разбрале целосно досегот на ова, но ние го гледаме плодот на претходните генерации на месенџерот, каде луѓето сега се многу позрели затоа што го слушале. Не би било исто без овие алатки кои им ги носиме заедно, носејќи им го и Словото на Исус Христос. Следно на InTouch, моќта на духот на распознавање. Зарем не е чудно што понекогаш ни е тешко да ја одредиме разликата меѓу добро и зло? И понекогаш се наоѓаме себе си како измамени од она што го слушаме и што гледаме. Понекогаш ни е тешко да сватиме дали Бог ни зборува или не. И тогаш честопати во нашите разговори со други луѓе не го разбираме тоа. Тие ни кажуваат на свој начин, со своји зборови, своји изрази: "Ме боли, ми треба помош", и ние се водиме според тоа. Една од причините зошто тие работи се вистинити е затоа што немаме прониклив дух. Некаде на патот, никој никогаш не научил што значи да се биде остроумен. Ние само ги земаме работите онакви какви што се, разберете ги по номинална вредност, а живеејќи во деновите во кои живееме јас и ти, не можеме да си го дозволиме тоа. Ниту ние кои сме родители, ниту нашите деца, ниту нашите внуци. Всушност, целиот овој народ како нација не можеме да си дозволиме да носиме одлуки без прониклив дух. Ние сме во неволја, голема неволја, затоа што не сме донеле одлуки засновани на мудро расудување, но на она што се чини дека е нешто што ќе помине за момент без да се размислува за идните последици. Дали тоа може да биде вистина за вашиот живот, дека сте донеле многу одлуки без да размислувате за идните последици? Давид молеше молитва кон таткото дека сите треба да се молиме за себе. Сега сакам да сврдите во Псалм 119 стих 66. Целиот псалм е за Словото Божјо. Ке биде добро,
Еднаш од време на време, секој неколку месеци да го читате целиот тој псалм само за себе, бидејќи се работи за Божиот збор и за она што тој го прави во нашиот живот. И ако забележите, овој псалм, тој е најдолг стих 66. Погледнете го 65-тиот стих, еве што вели тој. Добро си постапил со Твојот слуга, о Господи, според Твојот збор. Научи ме на добро распознавање и знаење, зашто јас верувам во Твоите заповеди. Научи ме на добро распознавање. Значи, ако размислите за тоа, за времето во кое живееме јас и ти, за работите што се случуваат денес и фактот дека живееме во свет коен пол со фалсификати, лаги, полувистини измешани со вистина. Живееме во денови кога треба неколку пати да прашаш дали ја слушам вистината или не, дали ова на вистина е вистина или ова е некој фалсификат, дали е нешто камуфлирано во она што го гледам и она што го слушам. Свет на измами, лаги, затоа живееме во многу нереди, затоа што не знаеме во што да веруваме. Го вклучуваш телевизорот и слушаш како едно лице кажува едно, а некој друг кажува друго. Има нешто апсолутно спротивно во што верувате. Денес слушате се за финансии, утре слушате за нешто друго и тоа е сосема поинаку. Значи, ние живееме во доба на преоптоварување со информации, но не и со вистина. И ако реагирате врз база на информации без вистина, порано или подоцна ќе западнете во неволја. Она за што сакам да зборувам во оваа порака е ова, а тоа е моќта на духот на распознавање. Божја волја е сите негови деца да имаат духовно прониклив дух, односно, кога размислувате за што е оваа проповед, тоа е само за расудување, се работи за правилно расудување, станува збор за гледање под површината на нештата, за да се види што на вистина има таму. Тоа е да можеш да слушнеш што вели личноста и исто така да слушнеш што не кажува. Тоа е да истражуваш нешто, а не го земаш здраво за готово. Проценуваш, разликуваш, гледаш длабоко во себе за да откриеш што е вистината. Бог има намера секој од неговите деца да има дух на разликување. Значи, она што би сакал да го направиме е да размислуваме за тоа во ова светло. А тоа е пред се. Која е вистинската потреба за разликување? Зборуваме за многу информации, па размислете за тоа од оваа перспектива. Ако сакаш да живееш во волјата Божја, треба да имаш прониклив дух, затоа што разликувањето вели јас сум способен да разберам вистинито и реално што Бог ми зборува. Тој има волја, цел и план за секој еден од нас. И така, прашањето е, дали знаете кој е планот? Дали ја разбираш Божјата намера и план за твојот живот? Велиш, па како би го дознал тоа? Тој е подготвен да ви каже, тој е подготвен да ви покаже, тој е подготвен да го направи тоа кристално јасно, од едноставна причина што тој е оној кој го дизајнирал планот. Тој точно знае што е најдобро. И така, ако не можете да разликувате кога зборува Бог, кога е само од вас или што вие разбирате, како и дали некогаш ќе знаете дека сте во Божјата волја или ја вршите волјата Божја. Исклучително е важно да научиме да судиме правилно. И второ, од суштинско значење е да се разликува вистината од грешка. Ние ќе знаеме како за неколку моменти, но ако не можете да разликувате вистина од грешка, тогаш ќе донесете одлуки кои многу ќе ве чинат. Тие можат да бидат финансиски скапи одлуки, функционални скапи, што и да е. Кога ќе размислите што се случува во детските училишта, кога одат во основно училиште, и сите работи што ги слушаат за еволуцијата и ја игнорираат идејата за Бог, сега, например, ние го имаме целиот проблем, да не зборуваме за Исус. Што очекувате? Како да очекуваме тие да пораснат со прониклив дух, освен ако некој не ги научи? А вистината е дека тоа е одговорност на родителите. Велиш, па како да ги научам моите деца да разликуваат? Самиот ти да разликуваш, да претпоставиме дека не знам како. Тогаш си во неволја, вашите деца се во неволја, а вистината, тоа е волјата на Бог, неговите деца да ја следат неговата волја, што значи дека јас морам да бидам способен да научам да го слушам него, што вели тој, и да можам да разликувам што е вистина, а што грешка. Сега има многу луѓе кои ја мешаат вистината со грешка. Има секти, култови и така натаму. Тоа е она што тие го прават. Тие објавуваат доволно вистина за да ја измешаат
суочуваат со грешка. Така да, ако го слушате само она што звучи добро и што веројатно ве научиле, а овој дел овде не го сватите, тогаш имате збунетост. Затоа, многу е важно да имаме дух на распознавање, за да можеме правилно да судиме, да ја знаеме вистината. Исто така размислувам за тоа на овој начин, а тоа е за нас е од суштинско значење да можеме да победиме и да избегнеме да бидеме измамени од гревот. Гревот е многу убедлива работа. Има многу работи кои се пријатни во животот и се Божја волја. Има многу работи кои изгледаат како пријатни во животот, но само пријатни за момент. А една од работите што ни помага да разликуваме е да го поставиме ова прашање. Кои се последиците од оваа акција? Кога светот зборува за задоволство, тој зборува само за моментално задоволство или ветување за иднината што на вистина не може да ги исполни. И така, остромниот човек го поставува прашањето: кои се последиците од оваа постапка? Кои се последиците од оваа сделка? Со други зборови, што следува после ова? Духот кој разликува не запира само на она што го гледа и слуша или она што го чувствува во моментот. Опасно е да се живее денес без остроумен дух, а тоа е дух што Бог го нуди на своите деца. Од суштинско значење е да се направи разлика помеѓу она што е добро и она што е најдобро. Сега многу луѓе велат: па знаете, се додека некако се согласувам, добро сум. Тоа не е во Божјото слово, затоа што јас и ти сме следбеници на Исус Христос, затоа што тој живее во нас и затоа што ние го имаме Светиот Дух во нас. It is a dangerous thing to live today with no discerning spirit. Слушајте, тој очекува од нас да дадеме се од себе и да бидеме најдобро во што и да правиме. Не мора да бидеме подобри од некој друг, туку да бидеме од себе најдобри. И еве што се случува. Ако некако не ми се допаѓа доброто, никогаш нема да се стремам кон најдоброто. Она што треба да го прашаме е: Господе, дали е ова толку далеку колку што ти сакаш да одам? Или имаш нешто друго овде за што не сум ни свесен? А кога некој има прониклив дух, не донесува брзи проценки непотребно. Понекогаш треба брзо да процените. Ако имате прониклив дух, вие сте заштитени. What we have to ask is, Lord, is this as far as you want me to go? Or do you have something else out here that I'm not even aware of? Но вистината е, се додека личноста нема прониклив дух, тоа е како да се оди во битка без штит и без оружје. Широко сте отворени за пораз, затоа што постојано се соочуваме со одлуки што треба да ги донесеме, кои влијаат на сите работи во нашиот живот, кои се многу важни. Ја наведувате секоја одлука само затоа што сакате целосно да го изоставите. Велиш: па сигурно има некои одлуки за кои не морам да го прашувам Бога. Некои одлуки, причината поради кој не мора да го прашувате Бог е кога веќе сте го прашале и знаете. Со други зборови, некои работи се кристално јасно погрешни. А сепак, има многу работи кои во главите на луѓето се во сива зона. Но, според Божиот ум, тоа не е сиво. Велиш: па дали е се толку црно-бело? Не неопходно. Затоа треба да имаме прониклив дух, да го спознаеме Господ, која е твојата волја, што ти би сакал да направам во оваа конкретна ситуација. Исто така, од суштинско значење е да се направи разлика помеѓу легализмот. Слушајте, сакам да го ставам ова на табелата. Легализам и слобода. И сакам да ви дадам дефиниција. Се надевам дека ќе го запишете, затоа што некој ќе ти каже: ти си легалист. Тие дури и не знаат што значи тоа. Еве што е легализам. Тоа е притисокот од личните преференции што им ги наметнуваме на другите луѓе како морални наредби од Бог. Тоа на вистина понекогаш се случува. Ние не сме легалисти со тоа што имаме прониклив дух. Ние само сакаме да ја направиме вистинската работа на вистински начин, за да угодиме и да оддадеме чест на Бог, што и да бара тоа од нас. И така, обично, кога некој инсистира да го толкувате писмото на одреден начин, треба да си го поставите прашањето: Господи, која е волјата на таткото? Што ти ми зборуваш? А она што мислам дека луѓето не го сваќаат, имајќи го Словото Божјо, ние ја имаме основата и базата за мудро, вистинско распознавање. Но јас мислам дека исто така суштинско неопходно е да се препознае кога Бог ни зборува. Сега ако ве прашам, знаете ли како да го слушате Бог? Што би рекле? Дали знаете како да го слушате Бог? Велиш: па јас не знам дека Бог зборува. Да, тој зборува. Слушајте. But I think likewise, it's essential to recognizing when God's speaking to us. Now, if I ask you, do you know how to listen to God? What would you say?
Do you know how to listen to God? You say, well, I don't know that God's speaking. Yes, He is. Listen, He created you with a plan and a purpose and a will for your life. Тој те создаде со план, цел и волја за твојот живот. Не би личило на Бог во самиот негов карактер да не сака да зборува со вас, за да ви даде насока и јасно водство во секој аспект од вашиот живот. Значи, тој зборува. Прашањето е дали вие знаете како да го слушате. Затоа што, видете, кога ќе го научите да го слушате Бог, тогаш имате прониклив дух. И тој ќе ви овозможи да разликувате помеѓу што јас сакам, што јас чувствувам и која е волјата, целта и планот на Бог во оваа ситуација. Тоа е нашата најголема заштита, не само за нашите деца додека го напуштаат домот, туку и за нашиот секојдневен живот. И така, кога размислувате за тоа во вашиот личен живот и кога тој зборува, како би рекле, дека знаете кога Бог ви зборува. Ке дојдам до тоа за момент. Тој навистина зборува. Тој дава разликување, бидејќи негова волја е ти и јас да донесуваме мудри одлуки. Затоа јас морам да можам да гледам подалеку од она што го гледам, над она што го чувствувам, над она што го слушам и да можам да видам што е тоа, како Бог гледа на тоа. Сега, кој е изворот на вистинското духовно разликување? Изворот на вистинското духовно разликување, пред се, тоа е дар Божи, велиш. Па како може тоа да биде дар од Бог? Еве ја причината. Исус им рече на своите ученици во горната соба ноќта пред да замине. Тој рече: Јас ќе ви испратам помошник. Тој е Светиот Дух. Тој ќе биде во вас, со вас и врз вас. Тој ќе ве оспособи. Тој ќе ви даде насока. Тој ќе ви ги потсети работите. Тој ќе ви помогне да ја разберете вистината. Тоа е витувањето што го има секој од нас кој е верник. Ние го имаме Светиот Дух кој живее во нас, за да ни овозможи и да не насочи да имаме духовно разликување. Значи, ние имаме помошник. И така, додека размислувате за вашиот живот и доаѓате да донесете одлука, слушајте, никогаш не треба да донесувате одлука сами како верник. Го имате Божиот Дух кој живее во вас. Тоа е Божиот во Духот кој живее во вас и тој вели: Јас го испраќам како ваш помошник. Значи, ние имаме некој да ни помогне. Велиш, да ти помогне. Како? Во секој аспект од животот ние го имаме него. Кога ти поверува во Исус како твој спасител, тој вели дека дошол да живее во твојот живот. Насока, водство, твој личен помошник. Секако, тој ќе ви помогне да донесувате мудри одлуки. Значи, кога ќе размислите за тоа, ние имаме предноста број 1 од Светиот Дух да не оспособи да бидеме мудри во нашите судови. Но второто нешто што го имаме е ова. Ние го имаме Словото Божјо. Тој вели дека влезот на Словото дава светлина. Значи, кога станува збор за донесување мудри одлуки и кога станува збор за духовно распознавање, која е основата на тоа? Основата на секоја распознавање е Словото Божјо, бидејќи секоја ситуација и околност со која се соочуваме јас и ти, има одговор во Божјото Слово. How do I have a discerning spirit? Well, listen carefully. Велиш: ох, јас имам нешто. Не, немаш. Немате никакви духовни, морални прашања во животот за кои нема одговор во Словото Божјо. Па кога некој ќе каже: како да имам остроумен дух? Слушајте внимателно, размислете за тоа во оваа светлина. Доаѓате во црква недела по недела, или слушате или гледате, и слушате еден принцип по друг. Еден принцип по друг. Вака работи Бог, вака мисли Бог. Едноставно ви го давам она што Бог го кажува во Неговото Слово. Што направи? Со што си го наполни умот? Со библиски вистини? Ајде да ги земеме 10 заповеди. Ако само ги земете 10 заповеди и кажете: јас ке направам се преку тоа, тоа е само основата. Размислете за сета вистина во Божјото Слово, низ посланијата на Павле, како тој ги објаснува работите и така натаму. И така, кога вие размислувате за тоа и размислувате како Бог има намера ние да работиме, слушајте што вели тој во 1 Коринтијани во ова 2 поглавје. Почнете во стих 10. Тој вели: зошто Бог не откри преку Духот? Зошто Духот истражува се, дури и Божите длабочини? Зошто кој од луѓето ги знае мислите на човекот, освен Духот на човекот што е во него? И покрај тоа мислите Божи никој не ги знае освен Божиот Дух. Така, слушајте, ако некој е неверник, нема духовно распознавање. Тие не можат да го имаат. Никој не знае освен Божиот Дух. Сега, ние не го примивме Духот на светот, туку Духот кој е од Бог, за да го знаеме она што бесплатно ни е дадено, нам од Бог.
Основата на секое вистинско и искрено духовно расудување е Словото Божјо. Тој вели, за кои работи ние исто така зборуваме, не со зборови поучени од човечката мудрост, туку со зборови поучени од Духот, комбинирајќи ги духовните мисли со духовните зборови. Сега, внимавајте. Но природниот човек, тој е неверник, природен човек, не ги прифаќа работите од Божиот Дух, затоа што тие се глупост за него и тој не може да ги разбере затоа што тие се духовно разоткриени. Велиш, тој збор е ценет, грчкиот збор е разоткриен. Тој вели дека изгубениот човек не може да ги разбере Божите работи затоа што тие се духовно разоткриени. Велиш, па тогаш како би се спасил изгубен човек? Еве како се спасува изгубен човек. Ја слуша вистината и Божиот Дух од надвор ја зема вистината Божја, ја носи до неговото срце во неговиот живот и го просведочува за грев. И слушајте, и почнува да ја открива вистината на спасението, а потоа следејќи го тоа се разбира, Светиот Дух е таму за да му даде насока. Но еве што вели тој. Тој вели, природниот човек не ги прифаќа работите на Бог, затоа што тие духовно се разликуваат. И тој вели, затоа што тие се глупост за него. Но оној кој е духовен проценува или разликува се, но тој самиот не е разоткриен од никој. Сега, она што тој едноставно го кажува е ова, дека јас и ти го имаме Божиот Дух кој живее во нас. Што се случува? Ние го имаме распознавачот. Тој е оној кој ни овозможува да распознаеме. И така, со тоа, човек кој би не осудил, например, тие можат. Со други зборови, не зборуваме за осудување некого, зборуваме за разликување, зборуваме за гледање која е вистината за таа личност. И така, не значи дека изгубената личност нема проникливост. Не значи тоа. Но тие немаат духовно распознавање, бидејќи го немаат Божиот Дух и тоа го нема таму. Тие го немаат. Па како да развиете прониклив дух? Со што развиваш дух кој разликува? Со пракса, велиш. Па да предпоставиме дека не успеам. Сите ние не успеваме да почнеме, сите грешиме. Но еве што се случува. Ако сакам да развијам прониклив дух пред се, ќе треба да бидам христијанин. Ќе го молам Бог да ми даде насока и ќе го направам она што верувам дека тој го кажува најдобро што го знам во тој момент. Може би тоа е токму вистинската работа, може би не е, велиш. Па да предпоставиме дека не е. Како учиме? Учиме правејќи грешки. Мислев дека така кажа Бог. Но тука е клучот. Се враќаме на она што го кажавме на почетокот. Ако го имате Божјото Слово, а ние го имаме во срцето, што ќе направи Божјиот Дух? Одлуката доаѓа. Сакате да бидете мудри во она што го правите. Тој ќе го врати во нашиот ум и срце Словото Божјо. Еве што вели Бог. Сега, ако го немате Божјото Слово во вашето срце, затоа велам, читајте го, читајте. Затоа што еве што се случува. Кога го читате Божјото Слово, тој го става во вашето срце. Колку повеќе читате, толку повеќе разбирате. Го читаш и читаш. Што се случува? Ние ги програмираме нашите умови и нашите срца, нашиот дух, да размислуваат како што мисли Бог. You neglect the Word of God, what happens? You neglect the Word of God, you will begin to think the way the world thinks. Го занемарувате Божјото Слово. Што се случува? Го занемарувате Божјото Слово, ќе почнете да размислувате како што мисли светот. Затоа што размислете за тоа. Размислете колку слушате од телевизија или од вашата работа или од што и да е тоа. Ги слушаш сите овие работи, бомбардирани сте со информации. А потоа има малку време што го поминувате во читањето на Божјото Слово. Што природно ќе го надвладее другото. Ако не сте внимателни, дозволувате гледиштето на светот да го надвладее Божјото гледиште. Тогаш донесувате погрешни одлуки. Дух на распознавање е најголемата заштита што ја имате во светот на информации, кој е толку исполнет со измешани вистини и грешки. На сите ни треба прониклив дух. Каде го добивате тоа? Запомнете, тоа е дар од Бог преку Светиот Дух кој ни ги толкува работите онака како што треба да бидат, а потоа ја имаме книгата. Имаме настава и имаме искуство. Така велите, па мислам дека не ми оди премногу добро. Тогаш, еве од каде почнувате. Господи, следниот пат кога треба да одлучам, доаѓам кај Тебе барајки насока. И тука е големото прашање. Какви беа последиците од последниот пат кога ја донесов таа одлука? И што ќе се случи? Што ќе ви покаже Божиот Дух? Погледнете како сте страдале од тоа претходно, или погледни како јас те благослови, затоа што чекаше на мене и го прифати мојот збор. Ти учиш да разликуваш, но вие имате основата на Божјото Слово, кој е извор на сета проникливост што ни е потребна.
And it is my prayer. If you have never trusted Jesus Christ as your Savior, you think, well, how does all this work with me? И моја молитва е, ако никогаш не сте поверувале во Исус Христос како ваш спасител, мислите, како функционира сето ова со мене? Тоа навистина нема да успее, бидејќи тој вели дека природниот човек не ги прима Божите работи. Кога верувате во Исус како ваш спасител, тогаш доаѓа Светиот Дух, тогаш тој ве оспособува, тогаш почнувате да ги гледате работите такви какви што се навистина. Затоа ти го поставувам ова прашање. Зошто чекаш да го примиш Исус Христос, Синот Божи, како твој спасител, Господ и Господар, кога тој е единствениот спасител? Зошто би чекал? Можеш ли да ми дадеш добар одговор на тоа? Зошто би чекал? Кога вашата најголема заштита е неговото присуство во вас и можете да разликувате правилно, зошто би чекале? Во свет на конфузија и луѓе кои се збркани за толку многу работи, не знаат по кој пат да свртат, како да донесуваат одлуки и сета неизвестно што го обвива овој наш свет, зошто би чекале? Ако размислувате, не треба да чекате, затоа што нема да стане подобро чекајки. Сега би те предизвикал да го замолиш Господ Исус Христос да ти ги прости гревовите и да му кажеш дека ти треба во твојот живот. Го примате како ваш Господ, Спасител и Господар. Го сакате она што е најдобро за вас и го сакате она што е најдобро за вашето семејство. Верувате на Исус Христос како ваш личен Спасител. Зошто да чекате? Искрено, јас малку би се плашал да чекам. Бог знае како да го привлече нашето внимание, нели? Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страницата www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата во Контакт и е возможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.